Транспортните компании во државата имаат голем проблем со висината на дневниците кои државата им ги признава за возачите кога се во странство. Проблемот е активен подолг период, но сега транспортерите инсистираат тој ургентно да се реши. Најголем проблем имаме со возачите кои што континуирано последните 5-6 години заминуваат од државата и одат да работат во државите од Европска унија. Една од причините се и висината на дневниците кои што ги добиваат, а од оваа година и Србија станува конкурентна затоа што они одредија 90 евра дневно, што значи дека нашите компании ќе имаат проблем да обезбедат професионални возачи, плюс проблема што го имаме и со броење на денови за престој во Шенген зоната. Кои се последиците за компаниите? Компаниите се принудени за директни трошоци, затоа што дневницата влегува во цената на услугата, да плаќаат дополнително данок, кој што од друга страна ги изголемува трошоците и влија и на инфлацијата во нашата држава. Ова нашите компании ги става во неконкурентна положба од следниве причини. Во неконкурентна затоа што, видите, тука може да го поврзаме и фактот дека нас не ни враќа дел од акцизата. Имаме мали дневници за кои што ако ги мораме да ги сплаќаме повисоки, да плаќаме данок, што значи дека сите други превозници околу нас и во Европска унија имаат поповолна положба, а ние мораме да се бориме со смалување на цени за да успееме да преземеме одредена работа, што не е реално и затоа голем број на возачи си одат од државата, плюс се тука и застоите кои што постојат на граничните премини. Муратовска како председател на Сдруженијето на транспортни компании имала средба со министерот за транспорт и врски Александар Николовски. За вице-премиерот и прв човек на спомнатото министерство сметал дека ова решение треба да се побара од Министерството за финансии. Како и да е, транспортерите се надеваат на адекватна владина мерка за помош. Ова би било една мерка која што државата би можела да ја даде за олеснување на работата на превозните компании. Со овој проблем во државата се засегнати околу 2500 компании кои ја очекуваат владината помош.